Загадувањето е еден од најголемите проблеми во земјава кој не засега сите. Дали знаеме што дишаме? За да знаете да го решите проблемот, треба да го познавате проблемот, односно ако сакаме да ги намалиме изворите на загадување, треба да знаеме кои се најголемите и да почнеме да ги решаваме. Од тие причини во рамки на проектот справување со аерозагадувањето во 5 општини, кој што е имплементиран од UNDP и финансиран од шведската амбасада, целта беше да ги детектираме изворите на аерозагадување. Да почнеме, еве, Кавадарци не работеше фени во периодот во кој што беше мерено, бидејќи мислам дека таа подолг период, 2-3 години наназад не работи тој капацитет. Меѓутоа, Кавадарци беше меѓу најзагадените места и беше интересно што у Кавадарци добивме големо учество и на минерална прашина и на сообраќај, но најголемо учество без конкуренција има согорувањето на биомасата во резиденцијалните, веројатно и во другите бойлери за загревање, производство на топлина за малите индустријски објекти и така натаму. Убедливо најголемо учество, но големо учество има и согорување на отпадна биомаса, односно гранки, лисија, дрва, кое што беше забележливо. Во Гостивар имавме големо учество на минерална прашина, која први не збунува, потоа можевме да утврдиме дека во основа таму има голем број на каменоломи, имаше активности за изградба на автопатот, кои што имаат значително влијание, посебно во сувите периоди, имаат значително влијание на квалитетот на воздухот во градот. Во Струмица исто така имаше специфичен отпечаток висок на согорување на биомаса во огништата, но и многу, убедливо највисок, согорување на отпадна биомаса. А мора да признаам и други видови на отпади кои што ги менуваат малку отпечатоците и тоа е карактеристично. Таа биомаса се јавува во истиот период која има и греење, што значи се користи за греење на објекти или за греење на оранжери или за производство на топлина. Едноставно, многу голема количина на биомаса, отпадна биомаса, која што содржи и лисија и гранки, кои што пак имаат малку различен состав од дрвната биомаса и затоа даваат и различен отпечаток, па може да се разликува. У Струмица имаше мешано и сообраќај и согорување на отпад, веројатно пожари или запалење на стрништа, согорување на отпадна биомаса од земјоделското производство. Меѓутоа, едноставно ние цела година сме загадени блиску или над просекот. Во одредени градови, например, дури и во летниот период имате епизоди на повисоко загадување. Таков беше примерот на Струга или примерот и на Струмица. Во одредени периоди има повисоко загадување од сообраќајот, отколку што се јавува слично како епизоди на загадување како во зимскиот период. За жал да, ние во овие студии во сите градови, во текот на годината имаме просечната дозволена, досега и не беше регулирана дневната концентрација на PM2,5 честичките, не беше регулирана со директивите, сега е регулирана и за жал годишната е спуштена во Европската директива на 10 микрограми. Ние се уште се споредуваме кај нас е 25 микрограми на годишен просек и за жал тој годишен просек се надминува и во летниот период.